Здраво дечки, денес сме дружи Александра од Native Teams. Native Teams е млад македонски стартап кој што ако сте во IT сферава кај нас, посебно ако сте фриленцери, најверојатно ги имате слушнато, па ако не ги имате користено. Во кратки црти, Native Teams е платформа, онлайн платформа која што возможува лесно процесирање на плаќања на интернационално ниво. Што значи тоа? Тоа значи како вие сте фриленцер или пак сте вработени во некоја странска фирма, директно ремоут, Native Teams овозможува лесно процесирање на вашите плати. Со другите работи што доаѓаат со процесирање на плата, од здравствено, пензиско, прилагање даноци и така натака. За работодавците пак овозможува многу лесно проширување нивниот пристап до талент на интернационално ниво. Што значи тоа? Тоа значи дека ако работодавачот е американска фирма и сака да работи друг пример 15 луѓе од Нигерија, место да отиде да отвори фирма таму и да инвестира во запознавање на легалниот како да се отвори легален ентитет, таму други закони, процеси сметководство, Native Teams им овозможува преку нивната платформа да го направат тоа на многу поедноставен начин, само да ги пријават тие 15 луѓе, Native Teams се за се друго се погрижува. Како резултат на тоа сметам дека тоа е огромен value proposition, екстремно вреден value proposition во трендов кој што се случува моментално со глобализацијава на целиот талент на работа, што не сметам дека ќе регресира, туку ќе продолжи да расте и сметам дека Native Teams како фирма исто така ќе продолжи да расте со тој тренд и тоа е евидентно со како е моментално нивниот чекор на раст. Значи тие го имаат пласирано производот 2021 само во Македонија, во 2022 има добиено 2 милиони евра инвестиција и сега тие се тим од преку 100 луѓе и Native Teams како производ, како платформа е достапен на преку 50 држави. И сметам дека ти ќе продолжат да растат со истово темпо и за 3-4 години, пак ќе се неме со Александра или било кој незините основачи и ќе збориме како успеале тие да ја пораснат фирмата 20, 30, 50, 100 пати. И тоа е тоа. Можеш да го ставиш сето во една-две реченици кој што е уствари Native Teams? Да. Значи Native Teams буквално ги има сите алатки или на англиски solutions, решенија на македонски, што многу е грубо да се каже така, меѓутоа тоа се алатки или решенија кои што му овозможуваат на фриленсерот или на remote workers и нивните работодавачи да бидат навремено исплатени, со покриени сите такси и сите регулативи покриени на локално ниво. Тие сите фичерс кои што ги набројат тие се всушност алатки кои што се вклопуваат во системот за наплата кој што го имаме во Native Teams и флексибилноста која нудиме. Значи, со една реченица која треба да кажам, Native Teams е платформа за наплата и за формално вработување. А сите тие други се, да речам, како дел од тие главни решенија. Пример, визата можеш да ја добиеш само ако си формално вработен, пример, ти во Шпанија. Сега, ако си формално вработен во Шпанија преку Native Teams, можеш преку Native Teams да добиеш работна дозвола и виза за да останеш таму. Значи, сите тие само му додават на стикинес, да речам, на главните решенија кои што ги имаме во Native Teams. И значи повеќе баш кон тоа, кон формално долгорочно вработување наспрема фриленцери и контрактори. Двете работи, уствари, затоа што ние првично почнавме со алатките за наплата. Значи имаме многу контрактори кои што се баш контракторси не користат само за фактурирање на клиентите и за парите да стигнат легално, да речем, со сите регулативи и такси платени до нив, а имаме и од друга страна фриленсери кои што со нас го решија формалното вработување заради X причини, заради да бидат кредитоспособни, затоа што во многу земји, ние сме во 53 мислам сега земји, во дел од нив можеш да бидеш и како самовработен, меѓутоа сепак не ги уживаш, да речем, сите бенефити како што ги ужива некој кој што е формално вработен. Пример, не можат да земат, не знам, таму хипотекарен кредит, породилно отсуство, пензиско и такви некои регулативи кои што може да ги решиш само со формално вработување. Така да ги имаме и тие, значи не ставаме фокус само на едно, затоа реков, значи алатки за наплата и формално вработување. Тие што се само за наплата се тие баш контракторите што ги викаш. А како на пример ја ако сум контрактор и преку Native Teams сакам да наплатам, каков е процесот? Значи процесот вака, зависно колку клиенти имаш, сега обично ние немаме
Да, немаме врска со твоите, да речам, клиенти, доколку ти не сакаш да имаме. Имаме и такви случаи кај што потпишуваме Master Service Agreement, тоа е договор, значи Native Teams, твојот клиент и после Native Teams и ти. Сега, значи си пушташ фактури од Native Teams, твојот клиент нормално претходно мора да знае и за нас. Некои клиенти затоа го бараат и тој Master Service Agreement за, нели, кои се Native Teams сакам да знам и затоа имаме ние цела процедура легална во тој случај. Пушташ фактура, фактурата клиентот ја плаќа дали преку банкарски трансфер, дали преку онлайн со картичка и тие пари стигаат кај тебе во твојот wallet и од таму ти си одлучуваш каде ќе ги пренасочиш. Нели имаме нашата виза картичка или формално вработување или може да ти ги пуштиме во локална валута, на банка со 10% провизија, значи провизија, извини, данок, сето тоа е нели одлука на твоја одлука, на фриленсерот. Океј, кул. Дека правев ресерч, Мгм. видов дека уствари се направиле свесно одлука да го тестирате овој производ на Мгм. македонскиот пазар. И ме интересира тоа бидејќи нели македонскиот пазар е многу некако, ја го викам како мал аквариум не наспрема океанот. Така. Како да уствари тоа што валидиравте у Македонија се покажа после на поширокиот пазар? Дали истите работи што ги бевте у Македонија потребите се на пошироко ниво беа од други држави или имаше нешто различно? Така. Почнавме во Македонија затоа што идејата се роди во Битола, значи буквално е како еден, да речам, класичен пример, само што ние не почнавме да речам нешто во гаража, туку почнавме буквално во едно мало станче опремено како канцеларија и таму почнавме да развиваме идејата за Native Teams. Почнавме на овој пазар затоа што, како што кажав на почетокот, значи идејата за Native Teams беше решавање на нашите проблеми, значи на мојот и на проблемот на Никола. Никола е нели вториот кофаундер на Native Teams. И затоа почнавме во Македонија. Значи, ајде ќе ти кажам и на битолски, значи пресвртот беше добро бе човек. Ако ние ги имаме овие проблеми, мора да има и други луѓе како нас, значи 47% од луѓето во светот се фриленсери, значи нема шанса да не можеме да направиме некое решение кое што му треба на дел од овие луѓе, ако не и на сите нив. И затоа почнавме од Македонија, бидејќи македонскиот пазар ни беше најпознат, значи ги знаевме точно кои се проблемите, но ги знаевме веќе и решенијата, зашто моравме ние да сами да ги знајдеме, да речем, решенијата, за да си помогнеме во фриленсерскиот живот, во секојдневниот живот. Затоа почнавме во Македонија, меѓутоа среќа имавме што со оваа платформа не чекавме да изградиме нешто, значи не чекавме да направиме development, да имаме апликација, да имаме research, буквално ништо не чекавме, само направивме фронтенд на една идеја и ја лансиравме. Значи пуштивме реклами, почнавме да добиваме фидбек и така уствари видовме кои делчиња од нашата замисла, од нашата идеја на вистина работат за фриленсерите и му требаат, а кои не. И буквално Тука сакам така, само да. да заправам што многу ме интересно Успех. овој момент. Каква беше верзијата на продуктот што лансиравте, рече фронтенд? Што уствари имаш у самиот продукт, сршта на продуктот? Сршта на продуктот беше, значи, ти една веб страна, Native Teams, Native Life, Native Drive, објаснување што се тие и буквално, значи, можеше да направиш free акаунт, да влезиш, да го видиш нашиот wallet и буквално ако имаше, не знам, ако ти требаше client invoicing да направиш request. И сите тие реквести стигаја до нас и значи ние така направивме еден ресерч што точно се бара. Значи имавме book coworking space, имавме book an event, attend an event, community, буквално се што мислевме дека на фриленсерите на овој пазар им треба. И со тие реквести ние значи собиравме информации што на вистина треба. Invoicing системот беше една од најбараните алатки и значи тука веднаш валидиравме. Океј, ова е тоа што треба, значи клаваме фокус на invoicing системот заради тие и тие причини. И така значи се убиваја во исто време и некои од идеите, а некои од идеите пак добиваа живот врз основа на тоа што фокусот веќе се стеснуваш. И тоа беше многу битно што кога губевме фокус, бевме свесни дека губиме фокус. И
остававме значи фидбекот на јузерите да ги убијат дел од нашите идеи, што на крајот испадна супер. Мгм. Значи вие излеговте на маркет со нефункционален производ всушност, значи само усвари на non-functional MVP да Да, валидирате дали има усвари потреба на маркетот за вакво да, нешто и да да. видите која е таа потреба. Да, јас секогаш ова го потенцирам на сите евенти кои што присуствуваме, зашто ние претходно не дека не се обидувавме да направиме некој проект, некој различен проект, например во времето на ковид ние навистина го форсиравме тој Native Live, тоа беше платформа слична како Google Meet, како Zoom, нешто каде што кој можеш да се комуницираш со колегите и сето тоа. Зашто таков беше нели периодот, така налагаше целиот тој стил на работење тогаш. Меѓутоа, во тие моменти грешката која што ја правевме беше, значи ние работевме на тие проекти, значи трошевме и ресурси, и пари и време на нешто да го изградиме, па ајде сега да видиме кој ќе го користи. Тоа беше многу голема грешка, што за среќа со Native Teams не ја направивме, значи одевме на ризик. Ке лансираме идеја, ке видиме кои се побарувачките, ке се фокусираме на тоа, што испадна дека тоа е правилниот начин. Тоа е усвари помал ризик како размислиш. Да. И добро, и во таков момент кога одлучивте, окей, ќе лансираме со нешто што не е функционално на маркет, колку време ви требаше од ќе лансираме на маркет до да лансирате на маркет? До да се лансираме како платформа. Не многу, не Не многу. функционална платформа, таа прва верзија уствари што за да валидирате. Првата верзија за да Да. валидираме. Не многу, значи буквално 3 месеци, мислам дека беше 3 месеци. Знаеш зошто? Предноста нас тука ни беше што ние го искористивме тимот, значи јас и Никола работевме како фриленсери со Джек, исто така значи партнер во Native Teams. Ние го искористивме тимот кој што тој веќе го имаше да работи на таа идеја. Значи тука имавме многу голема среќа, морам да признам, затоа што идејата тој ја препозна и тимот кој што го имавме, значи и уште го имаме тој тим на програмери, тим на дизајнери го искористивме да вложи труд во идејата за Native Teams и затоа бевме толку брзи со лансирањето на да речем на веб страната, пуштивме реклами на македонски, реклами на англиски, па валидиравме кои имаат поголем кликбейт и сето тоа. Значи тука бевме многу брзи затоа што веќе го имавме тимот за да работи на идејата. И колку можеш нека бројка ми кажеш дали се сеќаваш колкава беше таа иницијална инвестиција за да го валидирате сето? Иницијална инвестиција. Бројка како бројка не можам да ти кажам, знам дека бевме отприлика 20 луѓе кои што работевме на ова. 20 луѓе работевте на MVP. 20 луѓе, да. Значи како беа поделени тие луѓе? Па вака, значи тоа беше значи цел тим, не работевме значи само да појаснам, не работевме значи само на Native Teams на идејата, во меѓувреме ние си имавме и проекти кои што ги работевме за други клиенти кои што Значи 20 луѓе беа во таа фирма. Така, во таа фирма и значи дел од тие луѓе дадоа свој инпут во Native Teams. Не као 20 луѓе се работевме на 20 веб луѓе страна full 3 time, месеци. да. Не, значи Добро. ние бевме тим кој што имавме како што кажав проекти кои ги работевме за други луѓе, меѓутоа дел од тоа време потрошивме да ја разработиме идејата за Native Teams за да ја лансираме. Сега, понатаму, како што увидовме дека Native Teams е golden ticket, да речем, за нас, во еден момент пресудно беше да ги откажеме сите тие нели проекти кои што ги работевме за други луѓе, да се фокусираме како тим на идејата за Native Teams. И за колку 2 години време ние пораснавме од 20 во 120 моментално. Честито. Окей, во кој момент одлучивте, усвари, ајде пред таму имав едно да не го заборавам. Рече сте работеле, значи ова веќе ме претпоставам ме асоцира на агенција модел, нели сте работеле за некои клиенти? Што услуги нудевте вие како таа агенција? Така, па значи И кој понатака вториот дел кој од тие работи што нудевте ви помогнаа после за градењето на Native Teams? Да, значи ние си имавме мал тим од некои 20 луѓе, значи програмери, дизајнери, проект менаџери и customer support и sales тим. Буквално значи од идеја до реализација, на пример, меѓутоа добивавме готови идеи, сакаме да направиме видео платформа, вебинар платформа, тоа беше вебинар платформа, треба да ја изградиме во тој и тој рок. И, значи, наше беше нели планирање на тој проект, реализација, кодирање, дизајнирање, сето тоа, се до моментот кога, значи, тоа е готов и тестиран продукт и ние само го предаваме на клиентот и потоа почнуваме некој нов проект.
Мгм. Окей. И значи вие бевте уствари software development Да, агенција да. и тогаш вајде претпоставам тој скилсет и тие луѓе што работеле таму ви помогна многу за да изградите платформата понатаму. Да, да, значи да, никога ја имавме идејата, како што кажав, буквално го позаимувавме нивното време и нивните skills, да речам, за да направиме нешто со Native Teams Мгм. и се понатаму си течеше природно, значи трансферот од не работиме повеќе за надворешни клиенти, ќе си работиме на нешто наше. Тоа Е, беше тој момент кога дојде? трансфер. Затоа што тој момент, ако го направиш тоа, се откажуваш од било кој кешфлоу што ти доаѓа, што значи дека имаш премногу ризик. Ризик, да, Да. тоа е ризик. Шизик на ризик. Буквално, значи, У кој момент беше тоа? Зашто до прво, ко да, прво ја лансиравме идејата. Значи, Мгм. прво ја лансиравме идејата, бидејќи стварно беше голем ризик да престанеме секаква, нели, работа, зашто не сум само јас, не е само Никола, туку имавме 20 луѓе во тимот кои што зависат од тие проекти. И лансиравме идејата беше прифатена, веќе ние почнавме да добиваме и јузери и луѓе кои што и до ден денес сме во контакт, значи едни од нашите први јузери кои што да, значи буквално беа воодушевени од проблемот кој што го решаваме и сакаат да учествуваат во развивање со нивниот фидбек. Во тој момент, значи ние почнавме веднаш и паралелно, искрено паралелно да работиме на да речам на собирање информации, направење ги викам ние pitch decks, нели оние презентации за собирање на инвестиции, за да ја представиме веќе идејата на Native Teams, додека ја градиме. Значи се тоа се работеше во исто време, за да можеме да сме на некој начин никогаш не можеме да бидеме, да речам, сигурни и стабилни дека тоа нешто ќе успее, меѓутоа можевме малце да си го олесниме патот ако веќе двете работи ги правиме во исто време. Кога ги добивме првите јузери, моравме некое време, значи турбо, се работеше турбо, значи и на тие проекти, и на Native Teams, кога веќе изградивме една платформа, која што, значи, во моментот Native Teams, тоа што во моментот нема никаква врска со тоа што беше тогаш, меѓутоа кога веќе имавме некои функционални делчиња, тогаш беше пресудниот момент кога јас, Никола и Джей рековме, окей, ако сакаме да се фокусираме на Native Teams, треба да се збогуваме со другите проекти кои што ги правиме за клиентите и тука целиот тој тим кој што го имавме веќе се пренасочи на Native Teams. И затоа толку да речем успешно и брзо успеавме да изградиме и да се цело време да се адаптираме, да речем, на потребите на пазарот. Тоа некако се соодветствуваше со моментот кога нели добивте инвестиција од 2 милиони или доста време пред да ја добиете инвестицијата вие се откажавте веќе од Да, па доста време пред да добием инвестицијата. Инвестицијата се случи сега, оваа година, септември или октомври беше така нешто. Така да претходната ние 2023 сме се. 2023 сме сега. Лани. 2022 да, Да. И лани. ја трипам со време, нема кај. А, пред тоа, значи ние имавме среќа што имавме Джек имаше целото тоа искуство како, значи, да стигнеме до некои првични инвеститори, нели овие што ги викаме ангели инвеститори. Имавме ние неколку од нив кои што веќе не познаваа и тоа имавме и тука имавме една предност што некои од тие инвеститори и луѓе не познаваа веќе со претходната, нели, работа што имавме, градење на проекти, тие веќе не знаеа на некој начин. И кога настапивме со нашата идеја за Native Teams, многу од нив не поддржаа и инвестираа, да речем, во иницијативата за Native Teams. И така ние уствари го имавме тој, да речем, flow на funds, за да можеме да работиме на Native Teams, нели? Почнавме со 20 луѓе, да, меѓутоа, ако сакавме толку брзо да напредуваме како што напредуваме, најмногу инвестиравме во тимот. Значи во тимот. Меѓутоа имавме, како што кажав, среќа да веќе имаме некои контакти кои што би вложиле како angels investitors, нели, во раните фази на идејата. Короната беше Супер. причина зошто мислам очигледно. Да. Ама дали беше среќа или дали беше причина зашто почнавте и отидовте all in на ова? И моментот со короната за нас беше само момент кој што не натера да сватиме дека сме со оваа идеја во вистинското време, на вистинското место, зашто нели тогаш цел свет почна да работи ремоут и фактички ние го видовме дека ако сега не направиме нешто со оваа идеја, ќе го изгубиме моментум.
За среќа, значи за среќа во периодот на корона ние имавме многу работа, турбо работа, се беше онлайн, цел тренд мислам дека од тогаш за фриленс и за remote work порасна, не знам, за некои повеќе од 20-30% од тоа што беше порано, така да бевме во вистинското време, на вистинското место со идејата за Native Teams. И искрено работевме многу, многу работевме во таа криза, така да за нас беше само стварно годење на моментум кој што го искористивме разумно. Окей, кул. Да, Добро, почнавте од Македонија. да. Сега земја по земја, колку сте, преку 40 земји сте? Поиќе, сега моментално може 51, 52, така нешто. Како беше тоа, мислам, колку време ви требаше да дојдете од Македонија до сите овие земји и кој ви процесот, например, ако сега сакате да дојдете нова земја, како ја Така, додавате таа земја? така, супер. Ам, Процесот, значи почнавме во Македонија, постепено, како што имав моите колеги, значи тој тим од 20 луѓе кои што ги спомнав на почеток, беа Македонија, Србија, Хрватска, Албанија и значи почнавме да се движиме тука на Балканот, значи Македонија прва, нели мал пазар. Се уште не сме не можам да речам дека ние го научивме, го совладавме цел македонски пазар, меѓутоа ни даде Македонија една насока по која треба да се движиме и другите земји, посебно нашите соседи беа прилично слични и лесни за да се пробиваме во тој дел, да речам. Така да се движевме постепено. Па што правевме? Значи, секогаш гледавме да имаме некој ние ги викаме boots on the ground, значи тоа е нешто што нас не отсликува и не разликува од нашите, да речам, competitors. Извини за англиско-македонскиот, ама тоа е професионална На деформација. гледачите, извини се, на мене не, ќе те напанат Гле- одма. Ам, Така да, значи секогаш гледавме каде има demand. Значи секогаш одиме по каде и што се бара. И тоа е, да речам, еден од најтешките моменти верувам во секој стартап, меѓутоа можам да кажам за Native Teams, најголемиот, да речам, challenge што го имаме ние е што мора да значи тоа ни е мотото. Improvise, adapt, overcome. Значи некогаш мора да импровизираме, затоа што, например, ни се случувало и така, уствари, ние го постигнавме најголемиот раст, што на ништо не велиме не. Доаѓа клиент и вика, јас сакам да вработам 10 луѓе во Шпанија. Дали ја имате Шпанија? Не смееме да речеме не, ја имаме Шпанија. И да ја немаме, ја имаме. Кога сакате да ги вработите другиот месец? И тука, значи, кај нас на работа, да речем, во секојдневието се случува тој момент на менување на приоритети, на адаптирање, на ширење. Шпанија, 10 луѓе, не смееме да го изгубиме овој бизнис. И сето цел тој, да речам, развој на Native Team се случуваше буквално така. И верувам дека секој стартап кој има поминато, ја има поминато таа фаза. Ние се уште сме во таа фаза, значи на ништо не велиме не. Со тимот кој што го имаме, затоа, како што кажав на почетокот, многу е битно и ние тоа го направивме, инвестиравме во многу добар тим. Затоа што сите тие промени, нагли, да речам, ветувања, на еден бизнис доаѓа, не смееме да го испуштиме, па правиме секакви промени и во продуктот, и во development и во маркетинг за да се адаптираме на тоа, за да го добиеме и после, значи, веќе работата е полесна. Тој момент е многу тежок. За мене е тежок, за сите во нашиот тим е тежок, затоа што е константна промена и константно нешто ново. Например, за да работиме некој во Шпанија, ние треба да направиме еден добар ресерч, да видиме нели кои се регулативите, што ни треба, како ни треба и сето тоа одзема време. Меѓутоа, ако инвестирате, што за среќа ние тоа го направивме, инвестиравме во многу квалитетен тим и во луѓе кои што се спремни на тоа, кои што знаат дека ако одам да работам во стартап како Native Teams, треба да очекувам дека на работа секој ден ќе ми биде различно лудило. Јас на секој интервју тоа го кажувам, ми требаат такви луѓе на кои што јас ќе можам да се потпрам и кои што се спремни да изградиме нешто заедно. Ова не е работа од 5 до од 8 до 4 и толку, значи ние градиме нешто, ќе биде тешко. Затоа
инвестиравме во такви луѓе, да речем, во млади сили и цело време значи импровизираме, се адаптираме и така го добиваме, да речем, брзиот развој кој што до сега го добивме. А најтешко кога се шириме во други држави е знаењето што треба да го добиеме за тие држави. Ни на крај памет не би ми текнало дека ќе знам како се одвива процесот за вработување во Нигерија, кои документи ми требаат во Нигерија, кои се алатките кои ги користат за наплата, зошто не можат да користат виза картички на пример. Меѓутоа, сето тоа го научивме заедно со брзиот развој на Native Teams и нормално со луѓето кои што ги вработуваме во земјите. Значи во секоја една земја каде што сме, ние мора да имаме некој да речам локалец кој што ќе ни помогне да ги научиме сите регулативи и да сме спремни за пазарот. И значи тоа е процедурата, наоѓате некој локално и врз тоа градите. Како го наоѓате тој Да. човек? Значи на LinkedIn, ако отвориш на LinkedIn на Native Teams, ние постојано вработуваме некој. Значи буквално како си имаме еден флоу на рекрутмент, да речем, си вработуваме луѓе и кога ќе најдеме некој, значи обично вработуваме луѓе во sales, значи во продажба, затоа што ни треба некој кој што ќе разбере идејата, кој што ќе направи ресерч како ќе се представиме во земјата и подоцна нели овие сите да речем од легална страна, од финансиска страна, тоа се сите да речем некои локални провайдери кои што ние му плаќаме за услугите. Не можеме значи да имаме се од наша страна, например како сметководители, адвокати, меѓутоа соработуваме со локалци. Меѓутоа тој sales touch мора да го имаме, така да прво одиме на некој кој што ќе работи продажба во таа земја. И како ви е сел стратегијата, например, еве ако кога сакате Нигерија нели ја донесувате, ја носите, видов дека сега ви меѓу најновите Нигерија. Да. Како ја после ја ширите платформата Нигерија, огромен пазар, нели над 100 милиони луѓе таму има, идете директно B2B као фирми што сакаат да вработуваат луѓе од Нигерија, што мене ми дело поедноставно, или барате фриленсери контрактори во Нигерија да користат Native Teams. Така. Значи првично Native Teams и искрено ова ни беше ова беше моментот кој што ги натера инвеститорите да инвестираат во нас. Моментот беше, значи прашањето беше како се разликувате вие, например, од вашите competitors како Deal не е компетитор, Remote не е компетитор, не директен, бидејќи ние имаме и други услуги, меѓутоа како се разликувате вие од нив. Native Teams е единствената платформа од сите нив кој што го кладе индивидуалецот или фриленсерот, а не значи тој B2B да речам момент. Значи ние уште на почеток се лансиравме како платформа која што нуди алатки за наплата и формално вработување на фриленсери, значи на индивидуалци. И тоа е моментот кој што не прави исто така различни, така да во секоја земја, да одговорам на твоето прашање, во секоја земја ние значи стартуваме со маркетинг кампања и со ресерч кој што е насочен кон индивидуалците. Зошто? Зашто тоа се покажа многу да речам како еден мув кој што го направивме прво во Македонија, значи зборувавме со индивидуалци, индивидуалците, фриленсерите сами ги донесоа нивните работодавци кај нас. И ние, значи тој момент спонтано дојде и си продолживме да речем да функционираме на тој начин во продажбата и како комуницираме, како се представуваме како Native Team. Значи ние првенствено го клаваме во фокус фриленсерот или индивидуалецот и потоа нели тој момент на B2B врска што ја градиме со нивните работодавци доаѓа природно затоа што нели ќе дадам конкретен пример, еден фриленсер од Македонија користи Native Teams за формално вработување и за фактурирање на клиентот. Клиентот се интересира дали ти е окей, дали нормално ќе продолжиш да работиш за мене ако ти плаќам преку Native Teams, затоа што за нив е многу лесно, за фрилансерите е многу лесно да работат со нас. Нивните работодавци потоа доаѓаат кај нас и викаат супер, ова го барав, сакам сега да се проширам, да речем, со уште 10 работени во Србија, 10 работени во Хрватска, дали може да ми помогнете да го направам тоа. И таков момент се случи кај нас со маркетингот и
така и ќе продолжиме да се представуваме. А што заменувате? Што е моменталната ситуација ако некој има 10 вработени у Македонија, 15 у Србија, како они се моментално ги плаќаат за да преминат во Native Teams, зашто е нели Native Teams боле или hopefully 10x, нели, како подобро 10 пати од тоа што Така. Така, вака. Многу често се случувало и мене лично ми се има случено да не можам да продолжам да работам за некој клиент од странство, бидејќи не можеме да најдеме заеднички јазик како јас ќе бидам исплатена. Ми се случувало и да губам пари, нели сум сработила нешто и ништо од директно трансфер на банка, нели? не, се случило буквално, значи да, ќе му ги давам податоците сето тоа, меѓутоа парите никогаш не стигнале до мене, зашто немам никаков јас немам договор со него, немам црно на бело ништо што би можела нели да го искористам против тоа. Сега, што се случува тука? Значи, фриленсерите, како што кажав, ги користат Native Teams апликацијата и алатката за фактурирање. Фактурата, нели, е документ кој што го издава правно лице или во нашиот случај Native Teams за, например, Александра Митревска. Таа фактура стигнува кај мојот клиент и таа фактура е легален документ кој што може, нели, да се искористи правно доколку не биде подмирен нели тој момент кој што ние го сме го напишале на фактурата. Тоа се услугите за кои што сме работеле. Значи, фриленсерите од кај нас пуштаат фактура, до нивните клиенти, тоа е многу лесно да се плати, затоа што може да се плати онлайн или преку банкарски трансфер. Што значи онлайн? Онлайн значи pay онлайн, плаќаш со кредитна картичка како Payment било processor, што. Stripe, нешто Да, такво. Stripe го користиме ние, буквално преку Stripe плаќаш и тие пари се да речем во Native Teams акаунтот или во овој wallet што е срцето на Native Teams уствари на нашите фриленсери. Сега, што направивме ние за нив, посебно за нашите клиенти кои што ја користат евро како валута, целосна автоматизација на тој процес го користиме Modular, не знам дали си слушнал или дали некој што ќе ме гледа има слушнато, меѓутоа Modular е payment провайдерот кој што Revolut го користи. И значи преку Modular ние на нашите јузери преку нивниот wallet им даваме значи IBAN кој што е да речем уник за нив. Тоа значи дека секоја фактура го има тој IBAN и сега дали ќе биде банкарски трансфер или дали ќе биде трансфер преку картичка или онлайн трансфер, тие средства автоматски директно преку Fast Transfer се префрлаат во walletот на нашите фриленсери. И затоа тоа е многу едноставно и за нивните работодавачи. И оттаму, значи, тука фриленсерот може да се одлучи дали тие средства кои што ги добива на wallet, значи средствата се на wallet. Од wallet, нели, може да се ги искористи за формално вработување во Македонија, или може да се ги повлече, како што кажа, на банка, со нели тој данок платен во УЈП и сите регулативи. Тука исто така ги имавме и нашите картички, значи картичките кои што исто така се поврзани со тој, да речам, IBAN, кои што значи комплетно се автоматизирани и поврзани со walletот и со IBAN-от на јузерот, значи се што доаѓа на тој IBAN оди во wallet и директно на картичка. Сега, пред Нова година, со картичките моравме да направиме мала промена за државите кои што не се во Европска унија, што беше малку да речем annoying. Спомна имавте картичка, имавте? Да. Не, ние се уште ги имаме виза картичките, меѓутоа тие се комплетно за користење сега за земјите кои што се во Европска унија или во тој SEPA трансфер кој што тие го имаат. Македонија, Србија и другите земји кои што не се нели во Европска унија, за нив моравме да најдеме Plan B. За нив моментално на користење се equals картички, значи тоа се ги имаат истите, да речам, features, истите бенефити, меѓутоа се картички од друг провайдер, не се од Native Teams, затоа што Modular, како што кажав, пред Нова година донесе нови terms and conditions, дека картичките не може да се користат во земји кои што не се во Европска унија, за жал. Да. Како иде тоа ако сега можеби не си ниту толку експерт на тоа поле, но со давачки ако јас директно Digital Wallet користам картички плаќам за се користам во тој случај. Така, во која смисла давачки?
Персонален данок, така натака. Така, да, супер прашање. Сега вака, значи имаме ние 3 видови на юзери, значи 3 user journeys имаме во Native Themes. Најчестиот user journey е значи се што доаѓа на wallet, оди да речам во тој proper employment, јас го викам, на македонски би дошло формално вработување, се извинувам. Значи оди преку формално вработување, значи нивните нели се што заработуваат од клиенти го процесираме како плата преку Native Themes. Значи тие може да бидат формално вработени во Native Themes во сите од овие 50 држави во кои што ние имаме компании или јас ги викам legal entities. Тоа е најчест пример и тоа е најчест, да речам, решение или најчест фичер од Native Themes кој што се користи во формалното вработување. Меѓутоа имаме и контрактори. Значи тоа се контрактори за мене во објаснување се луѓе кои што инвојсираат, значи фактурираат, средствата доаѓаат во wallet и потоа ја користат Native Themes картичката. Сега Native Themes картичката е значи картичка која што е да речам регистрирана во нашата сестринска фирма во UK. Значи Native Themes како што постои во Македонија и во другите земји, постои и во UK и фактички ние ја користиме да речам флексибилноста на UK стандардите за некои од плаќањата и воедно за картичките исто така. Тоа значи дека тие картички се изработуваат во UK за Native Themes Limited Business, значи тоа се бизнис картички. Сега што се случува со трансферите кои што се прават на тие картички? Во Native Themes платформата, значи вие имате како юзер комплетен overview на што трансакции сте направиле со таа картичка и во исто време можете да си ги маркирате некои од, да речем, трансакциите кои што спаѓаат во business expenses според категоризацијата во UK. Со тоа Native Themes ви дава, значи, на крајот, мислам дека е на крајот од годината, reporting документација, комплетна документација, кои трансакции се случиле, кои се пријавени како business expenses и дека данокот е нормално платен во Native Themes Limited во UK. Доколку некој од тие трансакции значи не се бизнис трансакции, повторно Native Themes тука му дава значи документација на нашите юзери со тоа што тие може да додат на крајот од годината и тој персонален данок да го пријават во кај нас во Македонија, конкретно во УЈП. Значи го пријавуваат персоналниот во државата кај што се. Да, тоа мора така да биде. Значи, персоналниот се пријавува во државата каде што се, тие што се бизнес expenses, значи затоа спомнав, значи во UK има една огромна листа на категории кои што спаѓаат под бизнес expenses, затоа што нашите юзери се фактички юзери на Native Themes Limited UK, ние тие ги категоризираме во бизнес expenses и само му даваме reporting documentation дека тој данок е нели покриен во UK. Се што е категоризиран како бизнес експенс не треба да се плаќа персонален данок? Не, затоа што е бизнес експенс, не е персонален трошок. Супер. Најс. Да. Добар бенефит. Океј, од држава за држава со персонални даноци, више кога збориме, кои се највисоки, кои се најниски, кај ако сакаш да печелиш онака пари, кај е најмалце персоналниот данок, ти само за тоа, не ти е битно кај живееш. Најмалце персоналниот данок, искрено да ти кажам, како да имам изгубено малце трек на овие работи на 50 земи, не се сеќавам. Можам да ти кажам, ама не се сеќавам. Знам дека во Србија имам 40% персонален данок. Што збориш? Да, 40%. Исто е и во уште неколку земји, така и само Србија имам запамтено зашто сме толку блиско, а толку различни. Кај нас е 10%, во Србија е 40%, во Перу како да беше многу малку, само не знам, не сум сигурна, треба да проверам. Зашто и Перу е една од новите држави каде што сме, ама треба да видам. Не сум сигурна. Океј. Перу, како бирате држави? Тоа ми спомнати ако некој клиент само ви каже како треба да ставам вработувам или имате некој гледате исто и други статистики или трендови за да изберете држава која што би се проширила? Да. Значи да, нашиот маркетинг тим ја има таа задача. Обично, значи, може 60% од тоа како одлучуваме е
on demand, значи по побарувачка на Мгм. клиентите. Меѓутоа другите 40% се баш како што кажам на ресерч, например каде има најмногу фрилансери, каде значи тој тренд се шири, каде работодавачите сакаат да вработуваат луѓе. Македонија е една од поатрактивните локации, морам да бидам искрена. Мислам дека по последната статистика која што ја презентиравме на еден состанок, мислам дека во Македонија има најмногу фрилансери по глава на жители, отприлика на 10 души 3 фрилансери, така нешто беше. Стварно. Да, многу. Да, Што работат навистина. за странски фирми директно? Да. Па и за странски фирми директно, но и знаеш сега во Македонија, посебно во Скопје и Битола, има многу странски компании кои што се отворија, како на пример Ivy Connect, не знам дали си ги слушнал, имаме Task Force тука, значи буквално секој втор, ако не и секој еден млад работи таму. Мгм. Да. Така да сме Колку како имате тоа јавна статистика вие како ви се поделени, мислам, еве не мора бројка на јузери, ама процентуално кај ви е најпопуларна платформата, кои држави имате највеќе јузери, кои имате? Статистика таква немаме, значи паблик статистик немаме, меѓутоа најголем број, ако не сум грешка, најголем број моментално имаме во Арменија, Хрватска и дали Шпанија или Португалија, не сум сигурна, една од тие две земји. Тука се случи B2B момент, затоа да речам тој број порасна, секогаш Македонија беше лидер, се додека нели не се проширивме во некои од тие поголеми земји каде што има и поголем пазар. Меѓутоа тие се трите топ моментално. И ке те прашав зошто е тоа така, ме рече B2B, вајда некои поголеми неколку фирми ве користат вас како... Да, Арменија стана многу тренди, да речем, после војната, за жал, затоа што многу не имавме и програмери од Украина, Белорусија и сето тоа, меѓутоа моравме да ги прекинеме односите со нив затоа што не можевме да најдеме начин како да ги исплаќаме, нели се блокира, Виза ги блокира, Мастеркард ги блокира. И после настана тој тренд да тие луѓе нели беа експатс во Арменија, се преселија во Арменија и тука тој тренд малку ни порасна. Сите тие програмери кои што не сака работодавачите да ги изгубат, да речем ги преместија, ги релоцираа во Арменија како една од државите и Србија тука во тој тренд исто така што тука доста помогнавме во релоцирање на тој талент. Затоа Арменија е една од тие земји. Cool. Okay. Да. Рече од 20 до 120 сте достигнале вработени во година дена, така нешто? 2 години сега, да. 2 години? Да. Кажи ми нешто повеќе за тоа, како го менаџираш тој раст? Што барате кога вработувате, кој од аспект на skills, аспект нели на карактер? Македонци главно вработувате, интернационално? Вработуваме интернационално, затоа што сме интернационална фирма и нели секаде мора да имаме луѓе, во главно македонци. Исто така, значи би рекла дека најголем дел од нашите од тимот ни е во земјите во кои што првпат, мислам, во кои што на почеток се ширевме, како Македонија, Србија, значи на Балканот најмногу, меѓутоа сме интернационални. Буквално во секоја една држава имаме барем по еден вработен, ако не и повеќе. Моментално, значи Македонија, Хрватска, Србија, Турција, Португалија, имаме доста вработени, имаме вработени во Азербејџан, меѓутоа Арменија исто и за нас, значи голем дел од Dev тимот ни е во Арменија, така да сме баш интернационални и тука го имаме тој момент, да речем, ние сме ремоут.
Значи имаме канцеларија во Битола, во Скопје, имаме канцеларија во Белград, во Загреб. Меѓутоа целата работа е хибридна, да речем. Меѓутоа за да комуницирам со сите овие луѓе од 50 различни држави, сме цело време ремоут. Меѓутоа за среќа изградивме една таква култура уште од почеток во тимот, што сето тоа не ми представува никаков проблем. Баш ми е некако олеснително што сите сме, да речем, во иста зона, освен колегата од Перу, тој малце покасно. Многу е битно за нас, најклучен момент беше самиот момент на вработување, значи уште на почеток на тој дел со вработување, какви личности бараме и какви очекувања имаме од нив. Секогаш сме биле транспарентни, како што кажав, ја сама му кажувам, значи каква ќе биде атмосферата во тимот. Клучен момент е тоа што сите тие луѓе се спремни на еден таков залак, да речем. Значи, не знам како, млади, сите се некако млади, мислам дека старосната граница ни е негде до кај 40, така нешто, со што нашиот фаундер мислам дека најстариот член од тимот. И тоа е тоа, значи културата и како, значи ја пренесуваме културата на новите луѓе. Тешко е за менаџирање, многу тешко е за менаџирање, затоа што се случи огромен раст. Јас тоа го викам, значи нашиот проблемот во Native Teams е брзиот раст, значи curse of fast growing. Тоа секогаш го кажувам како It's a gift and a curse, а? Да. Значи, меѓутоа некако се носиме со тоа. Затоа што сме сите свесни дека ова е моментумот, не смееме да го изгубиме овој момент со Native Teams и ова е лайф еднаш во живот, мислам дека се случува ваква да речам шанса и сите сме спремни да искористиме најмногу што можеме. Така да мислам дека таа култура е тука пренослива некако. Не знам, некако еден на друг си ја пренесуваме енергијата, си помагаме и функционира. Што мислам од аспект на skills или улоги, што рекрутирате? Моментално најмногу, значи во legal, значи во легалниот департмент, финансискиот департмент, затоа што нели за да ги научиме сите регулативи, сите да речам локални документации, процеси, сето тоа ни треба некој кој што има, да речем, првично знаење како треба да постапуваме во однос на тоа. Значи, легален, од финанси имаме, продажба, тоа никогаш нема да застане, значи продажба во sales тимот и нормално во тимот на customer support. Како продавате? Што прави sales во Native Teams? Што прави sales во Native Teams? Види, Никола е лидер на sales тимот. Сега, ако Никола продавал гледање на кафе, значи слики со шолји од кафе, Што продава Native Teams. Приказна. Да, тоа е најаката приказна. Ама ако Никола успеваше да продава кафе, гледање на кафе, значи Native Teams е многу лесно да се продава со Не, повеќе ми е прашањето како добивате митинзи на пример за Native Teams, што е како доаѓате до некого му продавате и зашто нели имате два профили, нели имате нели тие што работат и тие што вработуваат. Да. Како ги наоѓате нив да дојде до нив да им го продаете Native Teams? Епа, види, имаме повеќе стратегии, меѓутоа и целиот sales тим е поделен на, ние ги викаме тие enterprise sales и ги викаме луѓето кои што продаваат на, да речем, на фриленсери. Имаме нели cold reaching, значи тие си работат на таа машинерија да го представуваат Native Teams на LinkedIn, по имејли, сето тоа. Меѓутоа имаме многу добра маркетинг стратегија, значи имаме цело време маркетинг кампањи на социјалните мрежи, така да е комбинација од повеќе стратегии кои што цело време мора да ги обновуваме и да размислуваме малце outside of the box со нив. И нормално, моментално мислам дека посебно во земјите во кои што
уште од почеток сме влезени, имаме многу word to mouth, значи mouth to mouth маркетинг, значи веќе сме препознатливи, веќе сите не знаат и некако само се шири да речем тој комјунити на Native Teams. Што беше многу тешко да се изгради со нашиот менталитет, затоа што на пример кога почнавме, нели супер е идејата, меѓутоа на луѓето не им беше верно, не им беше проверено. И сега баш со Никола го дискутиравме тој тренд, некои од луѓето кои што не контактираа пред година дена сега се враќаат, сега знам кои сте, нели ве гледам таму, другар ве користи, вака така и сега сите тие се враќаат кај нас како јузери. Nice, cool. Да. Имате некои јавни статистики што може да ги споделиш за растот, за бројките на јузери? Вака, почнавме со Македонија, беше отприлика, сега ти кажувам, значи за фри јузери, почнавме со отприлика негде 3000 јузери во почетните 9 месеци, така нешто. Што значи фри јузер? Што добива фри јузер? Фри јузер, тоа беше значи почетната фаза каде што сите влегуваа буквално како фри јузери и во зависност од тоа што им требаше, тогаш ги да речем ги правевме платените планови. А сега фри јузер моментално, што исто така е различно во сите, да речем, во сите земји, пример во Нигерија имаме само фри јузери и таму имаме commission based, да речем, платформа. Додека во другите земји имаме subscription based платформа, то се адаптираме, значи зависно од тоа како маркетот подобро функционира. Free user, например, во subscription-based земјите би значило некој кој што може да дојде на платформата, може да инвојсира, може да пушта invoices, но за да му направи withdraw на парите ќе мора да си плати subscription, тој е најнискиот payment subscription. Океј. Назад на прашањето прво, не се вадиш толку брзо. Добро. Од статистиките. Така, значи почнавме со 3000 јузери, тоа беше фрапантна бројка, да речем, за нас. Сега сме моментално на 40.000, може и 50.000, ако не сум проверила точно. 40.000 јузери во датабаза, од кои што 10% се веќе платени јузери, што е прилично голема бројка. Супер. Nice. Од тие се активни јузери или некој што се регистрирале? Активни јузери, затоа што, види, имаме различни типови на јузери. За овие што ни се payments, remoter на нашата страна, значи тоа се активни јузери со кои што ние веќе имаме нели formal employment, така да тие се веќе наши јузери, contracted users, што мора некој време да бидат активни јузери, а другите јузери се нели од оние јузери кои што доаѓаат преку B2B, или тоа се фриленсери кои што работат за некој клиент, меѓутоа врската Native Teams ја има со нивниот клиент. И тој број на такви, да речем, јузери само расти. Cool. Чекај, имав едно прашање, ми избегав мислата. За инвестицијата. Значи, резнав се 2 милиони, сид рунда, прошав за 30%, тоа не знам дали е точно, дали е јавно, не знам што. Точно е јавно или нема no comment? Како? 2 милиони за 30% прочитав. Не, малку е помалку. Помалку од 30%. Добро. Океј. Ама сепак 2 милиони. Да. Прво, колку време бркав инвестицијата? Кој беше моментот каде што уствари на инвеститорите им беше као заради ова инвестирам, уствари кој го имавте трекшенот? И зошто ги резнавте тие пари? Зошто ги резнавме? Моравме нели да продолжиме да растиме со апетитот кој што го имавме. Колку време ја бркавме инвестицијата? Искрено ќе ти кажам, многу време, меѓутоа некако бевме сигурни и од наша страна и од нивна страна дека тоа ќе се случи. Некако си кликнавме со инвеститорите, тоа е, значи, името на инвеститорите 11 Ventures, тоа е бугарски значи фонд. Моментот со нив за моја голема среќа е што во моментот, значи во тој
момент во нивниот, да речам, нели тие си имаат до кога треба да затворат колку инвестиции, во тој момент тие бараја платформа, бараја тим, уствари, не бараја платформа, не бараја идеја, тим во кој што би инвестирале, кој што ќе се задржи и ќе даде некаква вредност на Балкана, тука, дома. Значи, сакаат да направат некоја таква им беше идејата, мислам дека се уште име, затоа викам си кликнавме многу со инвеститорите, сакаат да инвестираат во тим кој што ќе работи на идеја која што ќе остави некакви вредности, да речеме, или ќе помогне на некој начин на домашните простори. Значи, тука. Значи, затоа што се некаде, не знам, UK, US, целата таа фама се врти околу тие простори, да речам, тие беа на поинаква мисија и така се најдовме и така си кликнавме. Значи, тоа беше одлучувачкиот момент. И целата таа приказна за Native Teams дека почна нели во една мала земја како Македонија, тоа е екзотична приказна за инвеститори, значи да бидам јасна. Некои од нив не ни слушнале за земјата, па кога ќе се каже нели толку мала земја со толку голема идеја, со толку брз раст, ваков интернационален тим, тоа е многу екзотична идеја за нив. И така си кликнавме и со овие инвеститори. Процесот траеше малку подолго, меѓутоа сите процеси во тој дел. Колку отприлика? Сега да не те лажам, меѓутоа може едно 9 месеци сигурно. Мислам од самиот почеток кога се представивме, па мислам дека еднаш не одбија. Па после пак почнавме да преговараме, затоа што преговаравме со еден друг, да речем бугарски фонд, па така некако се расшири зборот за Native Teams. Меѓутоа тој процес беше цел процес на и заедничка соработка, да речам. Ние многу научивме од нив. Не се, значи тоа не се луѓе само кои што инвестираат во вас, тоа се луѓе кои што цело време ви помагаат, зашто како што каже и ти, значи тие средства кои што тој ги инвестира таму, ги инвестира затоа што тие се веќе дел од Native Teams, да речам. Значи, буквално многу голема поддршка добивме од нив и многу научивме и од нив и од компании кои што се во нивното портфолио, значи юникорн компании кои што имаат првиот юникорн во Бугарија, by the way, со кои што имаме многу голема соработка и да речам, ако знаете како стартап да го одберете инвеститорот, тоа е многу valuable, да речем, значи многу вредно за нас, затоа што не добивме ние само, да речем, некоја финансиска поддршка од нив, туку добивме секаква поддршка. Значи буквално секој прашање што го имам, дали сме на добар пат, имаме проблеми со ова, со она, тие го имаат одговорот или можат да ми посочат некои примери од нивните претходни портфолија кои што ќе ми помогне. Рече, ви сте морале да резнете пари ако сакате да продолжите. Што беше ботлнекот кој зошто моравте? Нешто по-конкретно ако може да ми кажете. Зошто моравме? Затоа што ако ги немавме, да речем, ги немавме тие средства, не можевме буквално да растеме, не можевме да се шириме како тим. Бизнисот како бизнис доаѓа, значи маркетот се шири, јузерите доаѓаат, меѓутоа за да го постигнеме сето тоа што треба да направиме, бидејќи станува збор за и многу административна работа тука, нели, сите тие процедури кои што треба да се направат, за тоа ви треба кадар, за тоа ви требаат луѓе, за тоа ви требаат програмери. Апликацијата не може да застане, нели, на едно ниво, треба цело време да се апдейтира и сето тоа, значи сетото си бара. Значи ви фалеше капитал за да го проширите тимот, за да може без ризик да вработувате. Да, без ризик. Во стартапот секогаш има ризик. Ние и сега, да речем, работиме на ризик и секогаш ќе работиме на ризик, како и секоја компанија. Меѓутоа да, ама различно е, нели, кога имаш нели некој многу различно, капитал од неколку милиони и од таму црпиш за растеш, наспрема да балансираш месечна заработка со нели маргините што ги имаш, така точно. Не може да растеш толку брзо. Не, тоа ти дава подлога да направиш одлука. Океј, сега ни требаат, не знам, тројца во тој тим, ни треба апликацијата да изгледа сосема различно, имаме програмери тоа да го направат, имаме
средства тоа да го направи. Значи, ти дава една подлога и слободно малку да размислуваш што понатаму и нели да преземаш ризици. Во секој Вие случај. пред да ги резнете тие пари, колку активни бевте? Пред да ги резнеме тие пари, па бевме малку се проширени, сега, значи почнавме со 20, можеби сме стигнале пред инвестицијата до кај 50 негде, после инвестицијата веќе нагло почнавме да се шириме за нели да Значи, до инвестираме. 50 луѓе бевте скроз самофинансирани? Немавте никаква инвестиција надворешна? Како што кажав на почетокот, значи тоа беа овие angel investors кои што ги добивме на почетокот на Native Teams, да. Океј, добро. Тројца фаундери сте вие, не зборевме многу, нели, ги спомнавме само за Джеки, Никола и ти. Како ви се поделени обврските меѓу вас тројца? Да, Никола, значи го има комплетно Никола гледа на Филџани. Никола гледа на Филџан и вика: "Утре дечки одиме во Шпанија, се ќе види во ред." Ќе дојдете дека. Да, и ние веќе знаеме, окей, тоа е проверено, одиме. Не, шала на страна, Никола значи го има sales тимот, значи тој го води тој тим, буквално тоа е нашата армија. Јас викам тоа е еден од секој департмент не е тежок, меѓутоа тоа е еден од да речам од тимовите кои што тоа се буквално значи војници, вие ги пуштате тие војници во поход, ако се вратат, ако не се вратат, тоа е тоа. Како ве дева се вратат кај тоа ризично не буквално. Ризично е, значи имаат KPIs. Ни треба тоа да го исполниме. Одиме во битка, се враќаме или ранети или се враќаме со победа, тоа е тоа. Или не се враќаме. Или не се враќаме воопшто. Не, тоа е една, да речам, компарација која што јас такош ја правам со sales team, бидејќи тоа се многу специфични луѓе, тоа се луѓето кои што се буквално, значи на, да речам, на front field, значи тие се напред, тие ја водат борбата и тоа е тоа. Ако, кој што кажав, ако некој загини за доброто на Native Teams, одиме понатаму. Другите департмент исто така, значи, меѓутоа друго е, да речем темпото на работа. Сега, откако ние ќе ги добиеме тие deals, тука доаѓа мојот дел, значи јас сум мојот дел е се што е со operations, или во смисла целој тој delivery. Значи, ние Никола го прави нели outreach, јас delivery, а Джек моментално го фокусираме комплетно на fundraise, значи тој го води, да речам, инвестицијскиот дел, затоа што има најголемо искуство од сите нас во тој домен. Но вие сега резнате октомври, се пак спремате уште една нова рунда одма? Во октомври, да речам, ја објавивме инвестицијата. Одма почнуваме да работиме на нова, да, меѓутоа тоа не значи дека треба да ја затвориме за брзо време, затоа што со, да речам, со цел тој прогрес кој што го направиме, можеме да си дозволиме малце да го пролонгираме тој дел, затоа што тоа ни одговара, затоа што нели се тие проценки на компанијата и сето тоа, колку повеќе го одолговлекуваме тој процес, ако растиме со темпото со кој што растиме, нели проценката и инвестицијата би била многу поголема. Ама мора да се работи цело време, значи на контактирање, бидејќи како што кажав, тој цел процес трае 9 месеци, така да мора да се почне со време. Имаш предност. Да. Добро. А овие 2 милиони што ги резнавме, како, мислам, сега не знам дали воопшто смееме да влагаме тоа, ама како ви се буџетирани, колку имате вие патешествие испланирано со тие пари за претходна инвестиција? Така, значи инвестицијата можам да кажам дека горе-долу е веќе и потрошена, затоа што со апетитот кој што го имаме како Native Teams, како тим и со прогресот кој што го правиме, значи тоа е веќе се испланирано, вложено, и веќе се работи со таа инвестиција, бидејќи како што кажав, пораснавме од 50 пред инвестицијата до 120 сега. Така да тоа се, да речам, пари кои што веќе се добро испланирани и голем дел од нив веќе вложени, инвестирани во прогрес. Со тоа што голема е одговорноста, значи голема одговорноста да се носи со тоа и во менаџирање, меѓутоа и во остварување на тие како што ги спомнав KPIs кои што ги имаме во продажба, за ние да ја оправдаме инвестицијата која што ја направивме, зашто секогаш одлучуваме, окей, ќе инвестираме сега, ќе инвестираме во sales.
И сега ние мора да имаме return of investment таму, нели мора да ги следиме како се движи тој момент и дали нашата одлука била на место или не. Инвестиравме многу во тимот, во expansion и во државите во кои што се проширивме, затоа што ако не се шириме во држави, ако не го шириме тимот, прогресот би бил многу побавен. Така да тие се двете, да речам, сегменти во кои што најмногу инвестиравме. Значи, ако ги имате потрошено тие пари, тоа значи дека уствари Native Team вие сте како фирма одржливи моментално таа големина што сте. Моментално не сме. Не? Тоа ни е моментално не сме, меѓутоа тоа ни е да речам OKRs се тие, како да ја кажам, значи тоа е целта до јуни, значи тоа не е како поставена цел во цела компанија до јуни да сме одржливи. Сега јуни 2023. Моментално работиме на тоа. Океј, кул. Добро. Прогнозите кои ви се вас за, нели имате нешто The Future is Remote, мислам дека тоа ви беше нешто како конференција, ако не се лажам? Да, евент. Што мислите дека ќе се случи за 5 години, 10 години со работната сила? Претпоставам вие се надевате дека ќе иде уште повеќе ремоут. Да. Трендовите какви ги гледате сега, зашто кој што гледав, нели, посебно поголемиве фирми почнуваат да форсираат, нели, пак вработениве во Америка, во Силикон Вели да се враќаат назад во канцеларија. Има некои статистики дека паѓа продуктивноста ремоут, некои вика дека не, дека спротивно да се случува. Така. Како последните статистики кои што ги направивме за бројот на фриленцери, мислам дека вака тука ги имам пред мене, тоа е 1,6 милиарда глобално. Значи толку фриленцери, или тоа е поеќе од 47% од глобалната работна сила. Според нашите статистики предвидување тоа само ќе расти, зашто светот оди натаму. Значи никогаш во ништо што се случило во светски рамки не сме се вратиле назад. Не ја гледам причината зашто сега би се враќале назад во тој момент на фриленсерството, на remote working како таков. Според тоа што ние го гледаме, значи 120 души сите remote се собираме, да, не велам не, значи многу е добро од време на време да се собереме, нели да разговараме на некои стратегиски работи, меѓутоа апсолутно барем во нашиот тим нема некоја разлика во продуктивност ако работиме, да речем, ремоут или од канцеларија. Така да верувам дека и светот се движи во таа насока и дека нема потреба да се враќаме назад. Големите компании можеби, не знам, каде што има микроменеджмент, можеби тоа е потребно, меѓутоа не верувам дека никој, посебно од генерациите кои што се запознати со фриленсингот и сега новите генерации би сакале да се вратат на една таква, да речам, работна атмосфера, на микроменеджмент и на ќе седиме тука од 8 до 5 и тоа е тоа. Мислам дека тоа е веќе минато. Имав можност да се запознам со зборев името, меѓутоа беше представник од Естонија, значи од владата на Естонија, тука во Битола, кај разговаравме за тоа како во Естонија се дигитализирано, се онлайн, се ремоут, нема печати, нема печатена документација и сето тоа, така да мислам дека тој тренд ќе биде движечка сила, не само кај нас, како Native Teams, туку општо на глобално ниво. Океј. Да, кул. Добро. Јас немам толку ми се прашањава. Сакаш нешто ти да споделиш, завршна мисла, типс? Завршна мисла. Совет за другите, за младите, за постарите? Може да кажам нешто, да, обично за идеите и како ги оставаме на ливче хартија. Оти мислам дека многу малку во Македонија се зборува за општо за стартап и за стартап заедницата. Там да ги поздравам и Стартап Македонија, кои што ни дадоа многу голема поддршка во самиот PR момент, би рекла, за Native Teams. Едно нешто што сакам да го кажам е дека конкретно за Македонија, затоа што и од Македонија се може. Ние сме еден пример на кој што
може младите да се одликуваат. Мислам дека секој би требало да си има по една стартап идеја на која што би работел, затоа што буквално јас и Никола како млади во Македонија го сменивме само мајндсетот. И многу често добивам прашања како успеавте, сигурно имавте некои врски, сигурно немавме ништо, значи имавме само идеја и ги најдовме вистинските луѓе кои што беа спремни да работат на таа идеја. Така да ако можев јас како филолог, ако можеше Никола како градежен инженер, кој што во слободно време гледа на кафе, може секој. Значи не ви треба никакво, да речам, кој знае какво IT познавање или не знам некој бизнис познавања за инвестиции, за сето тоа се учи, сите се луѓе како мене, како тебе, значи едноставно ако имате идејата само не ја оставајте на ливче хартија, работете на неа, само сменете го мајндсетот и тоа е тоа. Топ. Супер. Thank you, Алекс. Cool. Фала ти и тебе.